Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, пред да започнам со пресконференцијата, ќе ми дозволите да го честитам денешниот ден на мајката, сопругата, жената, сестрата, да им посакам повеќе да работиме сите заедно за исполнување на правата на понежниот пол, заедно со понежниот пол, да ние од посилниот пол практично ги забележиме нивните потреби и да одговориме соодветно на нивните потреби. Јас одбивам да разговарам за бројки, за проценти, а секогаш сакам да зборувам за квалитет, сакам да зборувам за интегритет и сакам да зборувам за нешто што навистина ќе ја подобри положбата на мајката, на сопругата, на сестрата, на жената, на понежниот пол генерално. И во таа насока како ВМРО ДПМН во периодот што следи ќе работиме. Би сакал сега да продолжам со темата на денешната пресконференција. Една од најранливите области во македонското општество представува македонското здравство. И ќе говорам мощно отворено за проблемите кои денес се актуелни. 29 години тој е предмет на експериментирање и неконзистентни политики, место на неуспеси и незадоволни граѓани. Мора да се биде реален и да се погледне на проблемите отворено. Денес, кога било кој граѓанин треба да заврши некоја работа во државното здравство, прво што му паѓа на памет е како да се изнајде некусиот пат преку пријатели за да се заврши работата. А ово отвора пат за корупција, непринципиелни барања, ерозија на вредностите. И не се виновни самите граѓани, ниту пак лекарите, туку пред се станува збор за нефункционирање на системот. И ова се проблеми кои се наталожувани со години, а особено доаѓа до израз последните 3 години. Тендери во 4 очи, бизниси на поединци наместо здравствена нега, крвави тендери се само мал дел од она што е актуелно во здравството. Згора на тоа, поради лошите услови, здравствениот персонал и лекарите се почесто наоѓаат работа надвор од земјава во странство. А здравствените установи остануваат без она што е најсуштинско и најпотребно, тоа е квалитетен и искусен кадар. Потребна е целосно обнова на здравството со квалитетни реформи и мерки кои ќе обезбедат повеќе квалитет, повеќе задоволни граѓани, повеќе здравје за секого. Во таа насока денес ќе презентирам дел од мерките кои ги планираме за обнова на македонското здравство. Соврзуваме обнова која ќе значи изградба на капитален проект за воспоставување на национална мрежа на 4 нови клинички центри, што ќе подразбира нов квалитет во македонското здравство. За прв пат досега интегриран систем од 4 клинички центри, и тоа Клиничкиот центар Мајка Тереза, Универзитетскиот клинички центар 8 септември, кој што практично планираме да го трансформираме во клинички центар, кој е планиран да работи под административна капа на Клиничкиот центар Мајка Тереза, воспоставување на Универзитетска клиничка болница Штип, што ќе опфати подигнување на нивото на сегашната болница, воспоставување на Универзитетска клиничка болница Тетово. Со ваквите 4 центри здравството ќе стане подостапно за граѓаните и ќе се спасат повеќе животи. Соврзуваме на обнова која ќе опфати реконструкција на болниците во Велес, Кичево, Струмица, Струга и Битола. Со ова ќе овозможиме квалитетни услуги и поголемо достоинство на луѓето со загрозено здравје. Соврзуваме на обнова која ќе опфати реконструкција и модернизација на Универзитетската клиника за хируршки болести Светинаво Мохридски Скопје, односно градската болница, така што Скопје ќе добие современа болница каква што заслужува. Соврзуваме на обнова која ќе значи воспоставување на модерен вистински ургентен траума центар. Поради растот на популацијата во Скопје и драстично зголемениот број на сообраќајни повреди и потребата од брзо, благовремено и адекватно реагирање, предвидуваме нов модерен ургентен траума центар. Соврзуваме на обнова со која ќе обезбедиме за 20% поисоки плати во здравството за сите. Мора да имаме задоволни вработени во здравствениот систем, кои ќе градат и нината тука во државата. Затоа предвидуваме линеарно во еден 4-годишен мандат континуиран раст од вкупно 20% на платите на лекарите, стоматолозите, средниот медицинскиот персонал и техничкиот и административниот персонал. Истовремено соврзуваме да веднаш во првите 100 дена интервенираме во законот, каде што ќе се овозможи
на медицинскиот персонал, лекарите, техничкиот персонал заедно со лекарите, да можат покрај услугите кои што ќе ги даваат во државното здравство, да даваат услуги и во приватното здравство и обратен процес, да може лекарите кои што даваат услуги во приватното здравство, да може да даваат услуги во државното здравство. Соврзуваме на обнова со која ќе возможиме утврдување на достоинствена гарантирана плата за специјализанти и платени дежурства. Со тоа ќе го заштитиме нивниот стандард, но и воено ќе го потикнеме истите тие да се развиваат. Оние кои представуваат иднина на македонското здравство, мора да ги направиме да бидат задоволни да имаат платен труд. Соврзуваме на обнова која ќе значи ревидирање на позитивната листа, повеќе бесплатни лекови за ранливите групи. Ќе се ревидира листата на лекови, што ќе значи повеќе бесплатни лекарства за оние на кои тие им се најпотребни. Соврзуваме на обнова со која ќе воведеме здравство без хартија, укинување на рецептите и услуги само со лична карта. Ова подразбира целосна дигитализација на рецепти, упати, извештаи и резултати. Дигитализација на радиолошките единици. Нивно поврзување во единствен центар за да се скратат процедурите и да им се олесни пристапот до здравствениот систем на граѓаните. Системот ќе биде дигитализиран во сите делови, од подигнување електронски рецепти кај матичниот лекар до добивање медицински извештаи. Електронски издадената рецепта од лекарот ќе може да се подигне во било која апотека со документ за лична идентификација од страна на пациентот или негов близок. Соврзуваме на обнова која ќе значи зајакнување на дежурните служби и хитна медицинска помош. Ова значи дека ќе работиме на поголема достапност во текот на 24 часа на здравствените услуги за граѓаните. Соврзуваме на обнова која ќе значи ослободување од административни процедури на матичните лекари. Освен тоа што предвидуваме континуиран раст и на вредностната капитација кај матичните лекари, ќе воведеме и електронско работење и ослободување од десетици административни процедури кои сега им одземаат време и пари на матичните лекари. Соврзуваме на обнова преку која ќе изградиме здравство ориентирано кон пациентите. Затоа ќе донесеме национална здравствена стратегија заснована на следните постулати. Зајакнување на јавното здравство, заради тоа што лекарите и здравствените работници треба да останат во Македонија и тука во јавното здравство. Зајакнување на примарното здравство, стоматологијата и превентивата, оптимизација на здравствениот систем, ориентиран кон бенефит за пациентот и конечно нулта корупција во здравството, која што ќе опфати како заклучок интегрирање и функционално реорганизирање на здравствените единици. Почитувани присутни, мерките во здравството треба да донесат револуција во квалитетот и повеќе здравје за секого. Ќе градиме здравство кое ќе биде функционално и достапно и кое ќе им служи на граѓаните. Ќе се бориме да имаме вистински бесплатно здравство. Мора да имаме задоволни лекари и здравствен персонал кои што ќе резултираат на крајот од денот со задоволни граѓани. Граѓаните мора да добијат услугата која ја заслужуваат. Ветувам дека ќе смениме голем дел од работите и проблемите кои се наталожувани со години и децени. Ветувам нула толеранција кон корупцијата, но и многу работа и достоинствени услови. После 12 април, заедно ќе ги менуваме работите и заедно ќе се избориме за обнова која ќе значи повеќе стандарди, повеќе услуги и квалитет во здравството, ќе значи повеќе за секого. Обновата доаѓа и обновата победува. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Надвор од темата, господин Мицкоски, имаше утринава пресконференција и вашиот ривал Зоран Заев коментираше дел од бомбите кои што беа пуштени за пратеникот Милошовски, особено за тоа дека толку биле сочни што тој ако навистина ги имал во тоа време кога објавува бомби ќе ги објавил, односно сугерираше дека се ова нови материјали. Како вие гледате на тоа, како коментирате? Па видете, ова изјава од господинот Зоран Заев можам да ја коментирам во следнава насока. Станува збор повторно за една голема, би рекол и брутална лага и манипулација која што ја кажува еве и денеска, на овој ден. Зошто мислам така? Предпоставувам го подучиле, му кажале најпрви откако ги пуштиле таму на YouTube некаде, па потоа му рекле види требаше овие да завршат во специјалното јавно обвинителство, ќе биде непријатно да кажуваме дека ние сме ги пуштиле, па заради тоа одлучиле да ги пуштаат преку YouTube, за да сега
после ние изјави и ретерирања во текот на вчерашниот и денешниот ден, повторно даде изјава како он да не знае, дека они не ги пуштиле тие бомби, дека или тие материјали, малце се вулгаризира тој термин бомба, би рекол тие материјали нелегално стекнати, бидејќи на тој начин ќе призна дека не ги предале не го предале целокупниот материјал кој што го поседуваат. И претпоставам ќе продолжат и понатаму на YouTube да се појавуваат вакви снимки кои што ќе ги коментира господинот Заев. Претпоставам дека имаат некои работи кои што ги имаат недокажани со господинот Милошовски. Во периодот, претпоставувам, кој што следи, ќе имаат можност да си кажат многу работи едниот и другиот. Најдобро би било, бидејќи бега од мене, да излеземе на повторно соочување на ТВ дебата, еве, барем да прифати со господинот Милошовски да излезат на некој медиум, па да си продискутираат што имаат, како имаат околу работите кои очигледно меѓу нив двајца остануваат недокажани. Ние сме фокусирани на тоа што предстои, а тоа е 12 април, фокусирани сме на победата која што предстои и она што е најважно, фокусирани сме на што после победата, затоа што веќе почнуваме и за тоа да се подготвуваме, имајќи ги предвид сите овие информации, целокупната на навигација која што ја добиваме од институциите, а која што во овој момент е катастрофална. Како ја коментирате содржината на бомбите за Милошовски? Дали е тоа според вас прифатливо однесување на еден пратеник да се јавува на суди, да ургира за својата фамилија за судски процеси? Дали го чувствувате Антонио Милошовски како терет околу вратот на ВМРО, да помани таквите ликови како него? Па видете, Антонио Милошовски си даде коментар поврзан со текстот на тие нелегално стекнати материјали на Facebook профилот. Немам што да додадам ниту да одземам. За мене лично е неприфатливо да може високи официјални лица во државата, политичари, премиери, па било кој друг, да интервенираат во суди, да издействуваат одлуки на врховни судови каде што се носи амнестија, да може да интервенираат преку познанства и пријателства, да обезбедуваат рекетирани средства за финансирање на медиуми и така натаму. Сето тоа за мене е неприфатливо и тоа сум го говорил многу пати во минатото, дека политичарите треба да бидат надвор од политиката, надвор од интервенциите во судството, истото како што тоа го слушнавме во еден нелегално стекнат материјал, каде што самиот господин Заев се фали дека обезбедил, откако по методот трас-трас, обезбедил одлука од страна на Врховниот суд, каде што самиот вели дека на сите нас не беше јасно дека ова кое што се случи, практично не може да се случи без тоа да биде Заев и власта и дека биле напаѓани од страна на невладините и така натаму. Така што во принцип политичарите не смеат да си дозволат да интервенираат во судството и во обвинителството и треба да бидат на страна судството и обвинителството. Уште повеќе што гледаме дека господинот Заев не само што не чувствува никаква вина за тој одговорност, туку го гледаме како гордо вели дека ќе биде кандидат за иден мандатар, па дури ќе предводел изборна единица во четвртата изборна единица, нели како што кажано на соочување, наместо да рече доста од мене во политиката, однесовме тоа што однесовме, пострамотивме тоа што пострамотивме, ај сега да ја напуштиме политиката, но гледаме дека тоа не се случува. Така што, еве, генерално тоа би бил мојот одговор на вашето прашање. Па видете, единствен терет кој што го чувствува во оваа држава е Зоран Заев на вратот на Македонија. И навистина не би можел да разберам како господин Заев тоа не го гледа и како не може да го види, имајќи предвид дека и тој ги добива бројките и тој ги добива анкетите кои што и ние ги имаме. Не можам навистина да разберам како може и покрај сите оние негативни работи кои што ги направи за оваа држава, за граѓаните, за Македонија, да се уште има така амбиција да повторно заседне во барокната фотелја, да влезе во барокната зграда на владата на Македонија, да се вози во ОННМ и така натаму. Наистина не можам да го разберам и мислам дека тоа го чувствувам како еден од најголемите терети во државата. Господин Мицковски, дали останувате на определбата за шпицен кандидат и дали со оглед на дека вашиот ривал веќе објави дека ќе се кандидира во четвртата изборна единица и каква ќе биде структурата на кандидатските листи во однос на родовата застапка? Јас сум човек кој што не ги менува така лесно ставовите и
немам намера да го сменам ставот поврзан со така наречениот кандидат за мандатар на владата или еве како што вие го нарековте и го користиме и ние во Европската народна партија шпицен кандидат. И мислам дека луѓето во животот треба да се определат. И треба да се определат за една работа. Не можеме ние да се определуваме за повеќе работи, па која ќе помине, таа нека помине. Сега ако сте се определили да бидете кандидат за мандатар, би било честно, честито, би имало некоја морална вертикала, ако само тоа бидете. Ако вие бидете и кандидат за мандатар, и потенцијален кандидат за пратеник, кандидат за директор, за министер, за амбасадор и така натаму, според мене, лично, тоа е моje убедување, е дека не е честито и дека тоа е скривање позади поразот. Тоа е она кое што јас можам да го имам и да го кажам, се извинувам, и тоа е онаа морална вертикала и константа која што откако сум председател на ВМРО-ДПМН секогаш ја застапувам и континуирано ќе ја застапувам затоа што ценам во животот дека вие кога се стремите кон една цел, вие се подготвувате да стигнете до таа цел и за тоа развивате план и стратегија. Ако вие имате резервен план, втор, трет, четврт за нешто друго, ако не стигнете до таа цел, тогаш вие не сте искрен, ниту према бирачите, ниту кон сопствената држава, а најмалку политичарите кои што се кандидати за мандатар треба да го користат пратеничкиот имунитет како падобран за спасување, доколку ова не биде, сега ќе се заскриваме таму. Тоа е суштината и тоа ние политичарите, посебно лидерите, луѓето кои што пледираат да бидат кандидати, односно идни мандатари на влада, треба да го имаат како морална вертикала во нивното однесување. А за конечниот став ќе молам да почекаме до вторник. Во вторник ќе дознае јавноста кои се лицата и така натаму. Имаме тогаш централен комитет. Сепак имаме некоја честитост во рамките на ВМРО-ДПМН, членовите најпрво на централниот комитет да ги слушнат идните кандидати за пратеници, а дури потоа да излезе тоа во јавноста, бидејќи ако излезе претходно во јавноста, тогаш би било чуму тогаш да имаме и органи во партијата, ако ние деспотски и султанатски се однесуваме во сето тоа. Така да ќе дозволите најпрво централниот комитет на партијата да биде испочитуван, а дури потоа јавноста да ги дознае имењата на потенцијалните кандидати за пратеници. Во однос на родовата застапеност, јас реков уште на самиот почеток, јас одбивам да зборувам за проценти, јас сакам секогаш да зборувам за квалитет и сакам секогаш да работам во насока на зголемување на тој квалитет, не во насока на тоа да бројките ги поместуваме полево, подесно, погоре или подоле. Така што, за жал, овдека бројките се дефинирани со закон и ние ќе мораме согласно тој закон да постапуваме, односно помалку застапениот пол да биде 40%, повеќе застапениот пол да биде 60%. Сега не значи дека 40% ќе биде помалку застапениот пол, токму понежниот. Можеби посилниот пол ќе биде помалку застапен на тие листи. Уште сме во финална фаза на составување на содржината на тие листи. Реков до вторник ќе ги имат. Во однос на листите, предпоставам целиот процес полека се заокружува, бидејќи в среда веќе треба да ги промовирате имињата. Колку од кандидатите ќе бидат лица кои што веќе се истакнати и може ли да очекуваме да се најдат и непартиски луѓе и како носители, но и подоле во листите. И второ прашање, Заев беше прашан на пресконференцијата дали ќе се поднесе оставка доколку ги изгуби изборите. Уверен е во победа. Сметате ли дека по овие изминати неколку години во кои во државава беа донесени низа големи одлуки за Македонија и незините граѓани, дека овие избори кои се посочуваат како од голема важност, дека оно што ќе ги загуби би требало да си поднесе оставка? Видете, најпрвен околу листите, вие знаете, ние сме политичка партија која што предложи надпартиски кандидат за надпартиски кандидат за председател на државата, кој што не е партиско решение, кој што не е член на партијата, зашто да не таа пракса ја продолжиме и сега ја пресликаме на листите. Апсолутно
ќе има луѓе кои што се надпартиски, непартиски и луѓе кои што се истакнати во својата фела и цениме дека тие треба да бидат дел од листите на коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Тука немаме никаква дилема. Околу одговорот на поставеното прашање за господинот Зоран Заев, претпоставувам му кажале повторнистите, немој да кажуваш ако изгубиш дека ќе си поднесеш оставка, и така ни е демотивирана целава структура, уште тоа ако го кажеш, ептен дефетистички ќе изгледа, затоа по било која цена ќе кажуваш нема што да разговараме, ако ме поразат, ќе збориме дека ќе сум победник, а после дебаклот еве на 12 вечерта ќе имате можност да му го поставите ова прашање на господинот Зоран Заев. Еве, сега сте поразен, изгубивте, дали сега ќе си поднесете оставка, бидејќи тогаш веќе тоа ќе биде реалност. Така нема да може да му кажуваат тој скапи платени PR консултанти кои што ги донел од Север, да му викаат не треба вака, туку треба така. Тогаш ќе имате можност да му го поставите тоа прашање и мене да ми го поставите прашањето кој ќе биде составот на идната влада која што ќе ја предложи ВМРО-ДПМНЕ. Тоа ќе биде тоа време некаде на 12 април за некои 35 дена од денеска околу 9:30 часот вечерта. Така што апсолутно стојам на ставот дека после ова треба господинот Зоран Заев наистина да подразмисли за неговата политичка иднина како претседател на СДСМ. Иако вака лично ако мене ме прашате, можеби на ВМРО-ДПМНЕ ако гледаме чисто од партиски интереси, ќе му одговара да остане Зоран Заев како поразен и понатаму претседател на СДСМ, но тоа си е нивна работа. Како тие ќе се одлучат, си има органи партијата, така нека си функционира. Ние ниту имаме намера, ниту сакаме да им сугерираме како да постапуваат понатаму. Рековте големи одлуки, да, но тоа не значи дека тие одлуки биле правилни. И тоа е веќе друга дилема. Дали одлуките биле големи, имало многу големи одлуки во историјата на Македонија, но не секогаш тие одлуки биле правилни. За делот тие одлуки знаете вие дека ние бевме големи критичари, затоа што содржината на тие одлуки беше погрешна, погубна и последиците допрва ќе ги чувствуваме и како народ, и како нација и така натаму. И ако вие денеска направите анкета помеѓу населението во Македонија, без разлика на етничката припадност, ќе дојдете до заклучок дека барем 60% велат дека ова власт треба да се замени и барем 60% велат дека државата оди во погрешна насока. Од друга страна, ако ги поставите истите прашања, оние кои што велат дека иде во правилна насока се помалку од 20%. Оние кои што велат дека ова влада треба да остане се помалку од 20%, што е дури помалку и од рейтингот на СДСМ како политичка партија, што значи дека и самите СДСМ велат дека ова влада треба да замени. Затоа, ако ја имате таа перцепција пред вас и ако ја анализирате, ќе дојдете самите до одговорот дали тие големи одлуки биле правилни или погрешни. Граѓаните еве се најголемиот барометар за тоа дали тие одлуки биле такви или не биле такви. Доколку па направите анкета кај еве македонскиот етникум, кој што е мнозински во држава, ќе видите дека преовладува чувството кај повеќе од 80% од тие луѓе дека се чувствуваат како граѓани од вторет во сопстената држава. И ако ги прашате зошто, повторно како последица на однесувањето на Зоран Заев, ќе ви наведат неколку примери зошто така се чувствуваат. Така што, навистина, живееме во една многу лоша состојба, многу лоша реалност. Предпоставувам, раководството на СДСМ не го гледа тоа, затоа што обкружени се со луѓе кои што поради некои ситни клиентелистички, материалистички побуди им велат луѓе супер сте, само така терете и така натаму, а од друга страна чекаат некое спонзорство да им легне или по некоја паричка да им капне и тогаш им делат комплименти. Но за жал реалноста е многу поинаква во државата и навистина сега не зборувам како претседател на ВМРО-ДПМНЕ, зборувам како граѓанин, одбивам да се поистоветам со оваа реалност и ќе се борам се додека можам оваа реалност да ја променам. И тоа го кажав во една моја прилика. Може Саше, повелете. Како го коментирате ултиматумот, односно не ултиматум, него покана што ја прати Јанко Бачев за коалиција, вие таа ја одбивте, и како очекувате бойкотирам здруженијата кои што се повеќе, како очекувате они да постапат на овие избори? Што мислите, дали ќе нема да излезат на избори, дали ќе гласа за Единствена Македонија, дали ќе гласа за вас,
Дали очекувате дека тоа ќе се одржи во вашиот резултат? Видете, Саше, јас како што добив информација, постоја неколку потенцијални независни листи, добив информација дека поминате рокот и дека тие, за жал, навистина, не успеале да го исполнат условот да може да учествуваат на овие избори. Се надевам дека сите граѓани во Македонија, без разлика на партиската припадност, како што ја рековте, дали биле во едната партија, дали биле во тоа здружение, вие, било кој друг во државата, членови на СДСМ, незадоволни, членови на ДУИ, на Алијанса, сите граѓани, без разлика на етничката припадност, без разлика на политичката припадност или неопределеност, не е важно. Ке препознаат во ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН, опција која што ќе ја поддржат. И јас ги повикувам дека сега е крајниот момент да се определиме дали сакаме да продолжиме во оваа реалност во која што тие акламативно со консензус велат дека не чини, или ќе креираме на нова реалност која што навистина ќе создаде од оваа држава пристојно место, модерно европско место за живење. А јас со својот чест и интегритет, не знам колку можете да се гледаме во очи да ја забележите мојата искреност, јас гарантирам дека во оваа држава единствен мотив ќе биде како да испишеме историја во позитивна насока. И затоа ги повикувам сите, немојте воопшто да имате било каква резерва. Дојдете, придружете ни се, вратите се отворени, заедно да го поразиме ова денешно тажно секојдневие. Да го поразиме ова политичко мучуриште во кое што тонеме од ден на ден. Да направиме пристојно место за живење. Тоа е нашиот мотив и тоа е она мене што ме мотивира секој ден. Ви благодарам.